Здраво бе, другарчина, кај сте бе, да му еба мајката бе. Како си поминавте за празници бе? За 1 мај кај бевте бе? Нигде, а? А Литијава? Кај бевте за Литијава? Вака, имам јас едно видео зошто го избркал попот, си го објавил видео, овај лик, објавил видео зошто го избркал попот од наслав. Значи, кои го немаат видено, јас никого не осудувам секој смет во животот да си е шо и да е. Јас имам пријатели и атеисти, и верници јаки, и обични верници, овие што не ме читано ни Библија ништо, и сите ме ги поштам. Мислењата порано бев таков човек, значи до крај се расправав. За ова ли сватив дека ова е една многу приватна тема за која за да се разговарат има многу сати разговарање и секој си има мислење, да речеме, за тоа што си го одбрал, дали да е верник или атеист или агностик или да се сменил во друга религија, да речеме, од христијанин да пошол будист, таму традиционален јогист, што ти ја знам, зен будизам, хиндуизам, чуда. Секој смет што сака да си прави, значи тоа нема да го оспорам. Ваков собир ми буди две чувства и на секој ако малце подлабоко ја се запрашат секој подлабоко за оваа тема ќе му побуди две чувства. Едното чувство е ова чувство што се јавуваат кај овие луѓе што не се толку верски, да речеме, настроени или нивни гледишта што се многу кон овој материјален свет или реалниот свет во кој ние сите се наоѓаме. Доста осудување имаат од тие луѓе како демек сите сега можело да се издржи толку време без никаква активност, без ништо, а на Господава сега му текнало да си излезе на плоштад, да си се распостелет со крстовите, со чудата, и тоа им стварат страшна иритација заради тоа што се практично испрани им се мозоците од ова све пропаганда што се викат корона. Разбирате, значи нивниот мозок е испран и ти никогаш не може да ги види духовните вредности во сето тоа што се случува, да речеме, на една ваква литија. Значи јас и покрај тоа што сум против и секогаш ќе кажам дека сум против масовни такви организации, зашто тоа ипак е на крајната цел е све материјалистичка, значи ипак тоа народот таму се собират, значи простиот обичниот народ што се собира таму, што го видовме вие на сликите, тоа се све немој да мислите прост, туку обичниот народ сакам да кажам. Тоа се све лица кои така го сваќаат светот дека нивното верување, дека нивното обидување е посилно од било каков вирус. Разбираш, тие што се материјалисти, ова не може да го сватат. Не може да сватат дека луѓе што се побожни, и јас сум биден таков, разбираш, од таму тргвам. Значи биден сум таков, да менак сите што се побожни луѓе хејте, разбираш, аве ти си глуп таков. Значи низ таа призма се гледат, низ таа призма, и од друга страна испран во мозокот дека ова е страшна ситуација и дополнително изфрустриран дека тој нема таква организација што мој него да му приушти такав излез на масовност, разбираш? И автоматски ти како индивидуалец, како атеист или како човек што ја негира на црква, автоматски ти осудуваш тоа и автоматски тука се јавува некои дополнителни човекови права, као црквава демек ги руши човековите права, на болничарите му ги плюќет в лице едно друго. Да, све е то вистина, ама вистина е во твојов свет. Во твојов материјален свет, кај што нема духовно, кај што сите ние сме направени од кал, и кај што одиме на работа и умираме. Тоа е вашето, мислам, објаснувањето од тие што ќе осудуваат на луѓево дека се против таков вид на излез на масовност или на собир во овој период. Друго во моје гледиште што е контра од исто ова гледиште, ти имаш држава, така? Ти имаш држава и сега ти си главен, значи ти дали се викаш Наке, Филипче, Заев, таму како да се викате вие јаки фаци, вие имате сега држава и вие водите држава. Секуларна држава, пази, секуларна држава, тој што не знае што е секуларно, нека напиши на Google секуларност и да види што е секуларната држава. Господино ТТ ГГ ТТ главниот шерифот
мадафакерот на јаката фаца во Дебарско-Кичавската таму во епархија, ви ја гледат вашава држава, разбираш? Ви ја гледат вашава држава, во држава кај што се наоѓам и јас моментално. Ви ја гледат, разбираш? Ви ја гледат вас. Вие што сте тие, заеби, мајби, пичке си материнци, ве гледат, разбираш? Ве гледат вас, ве гледат, вака ве гледат во очи, ви пред вака, разбираш? Вака ви пред. Так. Зашто тој е најголемиот гангстер, бе, бате. И вие можете да имате не знам каква власт, не знам што и да имате, ама тој може ви пред вака. Так. Ово видео нема да влечам поуки од овие две мои воено спротивставени ставови. Во мене лично се спротивставени ставови, значи нема да извлечам поука. Сакам ево да ви дам некоја како интеракција со вас, да размислите, да ги размислите две ставови првените, така вид. Значи едниот став од народов, овој што го осудви на верников, разбираш? Едниот на верников. И од друга страна, тајте се од другава страна, кај што ти си држава, разбираш, ти си некоја држава, по име таму 5 имиња северна источна, и батево што го води духовниот свет во овој регион ваму, на твојава држава, знаете што му пре? Што му пре, знаеш? Тебе те прашувам, што му пре, знаеш? На твојов лидер, му пред вака.